Се воведуваат нови лекови за терапија на 6 нови малигни заболувања што претходно не биле достапни во Македонија, ги изјави денеска министерот за здравство Никола Тодоров при посетата на Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија. Станува збор за 6 типа на малигни заболувања, од кои за 2 малигни заболувања веќе оваа терапија е набавена и ја воведовме во изминатите месеци. А тоа е терапијата која што се воведе за малигно заболување, односно за канцер на бубрек и за кожа. За овие 2 заболувања терапијата е веќе воведена и веќе е достапна на пациентите. Посочи дека терапијата за рак на кожа што чини околу 8.000 евра месечно и за рак на бубрек што чини околу 3.000 евра, а пациентите претходно морале сами да ја набавуваат, сега е достапна и тие ја добиваат бесплатно во рамки на здравственото осигурување. Кај определени типови рак на дојка овој лек возможува спречување на прогресија и продолжување за повеќе од 50 месеци. Ова е голем исчекор напред во борбата со ова најчесто малигно заболување кај женската популација. Следни се 2 лека за бели дробови и за црн дроб кои досега во Македонија воопшто ги немало и сега се прва линија на терапија за овие 2 типа на карцином. Кај карциномот за дебело црево се воведува лек што во комбинација со операција се доведуваат пациентите во состојба да бидат излечливи, изјави Тодоров. Директорот на клиниката за радиотерапија и онкологија Милан Ристевски, посочувајќи ги лековите, потенцираше дека досега не се случило за вака краток временски период да се внесат голем број на лекови. Историја на македонска онкологија никогаш не се случило во толку краток временски период да внесеме толку многу лекови. Првиот лек за кој што зборувавме за хер-позитивни карциноми на дојка во метастатски сетинг е пертузумаб. За карциномот на црниот дроб тоа е сорафенибот, во однос на неситноклеточниот на бели дробови тоа се кризотинибот и егафари инхибитори. Има повеќе егафари инхибитори, ние генерички го објавивме тендерот со агенцијата за лекови, значи може да влезат и ерлотиниб, и афатиниб, и гефитинибот. Директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија Сашо Стефановски рече дека воведувањето на новата терапија значи приклучок со светските трендови на фармацијата, како и дека некои од овие лекови се измислени пред само 3 години, што значи дека Македонија е една од првите земји во регионот што ја воведува оваа терапија. Во вредност од 32 милиони денари, кои што средства ќе бидат и се доделени на клиниката за да отпочне со процесот на набавка на овие лекови согласно строго утврдени критериуми, оние пациенти кои што исполнуваат услови на кои што би влијала оваа терапија да почнат да ги примаат. На новинарско прашање дали е предвидено лековите во иднина да влезат на позитивната листа, министерот Тодоров рече дека сега се оди со набавка на овие лекови на тендер, што е нов пристап со кој се овозможува поголем број лекови и нова терапија да влезат во Македонија.